Пред се сакам да го изразам нашиот став во целина за овој закон. Денеска ние нема да го поддржиме, но нема ни да гласаме против овој закон, затоа што веќе месец дена и повеќе комуницираме со мнозинството, комуницираме со јавноста за нашите ставови за ова прашање. Дури би рекол хронолошки дека ние го отворивме прашањето, па потоа владата реактивно влезе во процес на некаква регулација на оваа материја и за јавноста да биде свесна дека во целиот овој процес тоа што сакаше левица да го постигне е да се отвори консензус за најбитните прашања во нашето општество. Очигледно дека приоритетот на тоа што за левица е приоритетна тема, а тоа што за ВМРО е приоритетна тема не соодветствуваат овие два концепти, затоа што за нас тоа што имаме социјална криза, тоа што имаме здравствена криза, представува веќе своевиден приоритет за кој треба да се реагира. Сакам да потенцирам дека во експозето на заменикот министер беше нагласено дека имало широка амандманска расправа и дека биле прифатени амандманите. Нејавноста мора да знае дека амандманите кои беа прифатени, тоест кои се гласаа со консензус, се амандманите кои левица им ги гласаше на ВМРО ДПМН. А власта од 13 амандмани на левица не прифати ни еден. Ние ви гласавме амандман за лицата со попреченост по барањето на нивните организации. А ВМРО ДПМН не гласаше 13 амандмани кои се однесуваа за клучна работа. И за јавноста да биде информирана, јас сакам да наведам неколку од работите кои ние ги предложивме и кои за власта, за министерството и за мнозинството не беа доволно примамливи како аргументи да бидат прифатени. Првата работа која власта на ВМРО ДПМН не ја прифати во поглед на овој закон е да се направи поголема рестрикција на рекламирањето на коцкарниците во македонското општество. Јас до ден денес не знам зошто некој би имал против да има поголеми рестрикции за рекламирање. Ние предложивме да има рестрикции за рекламирање на социјалните медиуми, затоа што таму се најголем дел од младата популација на која се повикувате дека сакате да ја заштитите. Што има лошо во забрана на рекламирање на коцкарници, на спортски настани, на културни настани, на образовни настани? Поединечно да ве прашам, веројатно никој нема против ова, но заедно како ВМРО ДПМН очигледно дека имавте против да се наметне поголема рестрикција на рекламирањето, пратете, на казина. Тоа е првата работа. Втората работа која ВМРО ДПМН ја одби и не ја смета за целисходна е да се ограничи начинот на кој што се промовираат казината. Ни тоа не беше добро. И сега прашањето се поставува за кој е лошо да се ограничи начинот на кој што се промовираат казината. Јас до ден денес немам одговор. Сигурно за нас овде во собранието не би требало да биде лошо. Лошо е само за коцкарниците. Но ВМРО ДПМН и министерството не го прифати тоа. Што беше нашата идеја? Да не се даваат промотивни програми кои охрабруваат коцкање, да не се даваат бесплатни вртења, бонуси, промоции, значи се тоа работи кои ги навлекуваат граѓаните на коцкање. И ВМРО ДПМН и министерството не го сметаше за доволно голем приоритет да се ограничи. Не успеавме да постигнеме консензус за тоа. Понатаму, до ден денес немам одговор зошто владата на ВМРО ДПМН смета дека казината не треба да бидат ограничени во колку работат. Океј ли ви е, ве прашувам сите поединечно, на верски и државни празници децата и луѓето кои работат во тие казина да мораат да додат на работа? Може да им дадеме државен и религиски празник на тие работници? Очигледно дека не можеме. Тоа не се прифати. Да не работат казината на верски празници и на државни празници. Кому тоа му пречи? На кој принцип на политиката тоа и пречи? Дали тоа е во конфликт со некое уставно начало на Република Македонија? Не, тоа е само во конфликт со интересот на коцкарниците. Сакате да ви објаснам? Значи, дали вие, колега Тонијаревски, сте за ограничување да тие децата што работат у казината да можат на верски празник да не работат, да ги ослободиме, да бидат со семејствата? Епа, може би вие да бевте на комисијата, веројатно може би ќе се согласевте, ама
како целина не се согласивте. Да се ограничи нивното работење на 12 часа во денот, тоа е проблематично, да не работат во 3 часот навечер, во 4 часот навечер, кога ништо добро не може да се случи. Или пак постаро. Па тоа значи дека СДС кои ги критикувате, истата логика имате. У ковид пандемија само казината ќе работа и вие да бевте на власт. И да врне и да вее и буре да коси казиното, не може да трпи никакви рестрикции. Тоа го одби Министерството. Понатаму за дистанцата. За дистанцата понудивме две решенија. Првото решение, тие 500 метри. Еве пак ќе ви кажам колку е само рационално тоа што го понудивме. Тие 500 метри за кои ви зборуваат, ние земавме амандман на вашиот коалицијски партнер ВЛЕН од 2023-та. Значи, амандман од ВЛЕН, од владата. Тој амандман го предлагаме, значи наместо 500 метри, 3000 метри, и ни тоа не го прифаќате. И тоа не го прифаќате. Потоа, кога веќе одите со формулацијата 500 метри, ви понудивме амандман за ограничување на коцкарниците по глава на жито. Да не може да се создаваат кластери на казина таму каде што ќе бидат дозволени казината да се отвараат по оваа формулација. Ни тоа не го прифативте. Понудивме да се зголемат надоместоците на коцкарниците, да враќаат повеќе пари. Јавноста мора да знае дека речиси 3 милиарди евра годишно се уплаќаат во оваа индустрија и владата враќа во државниот буџет нешто под 300 милиони. И владата, кога зборува за својата храброст за регулација на оваа индустрија и за изнаоѓање на решение, не вели дека не најде храброст да ги врати парите кои се цицаат од пензиите и платите на граѓаните назад во државниот буџет. Секој денар кои нашите граѓани го губат од своите плати и пензии, завршува во статистиките на профит кај овие фирми. Владата нема храброст да ги врати тие пари во државниот буџет. Нема храброст да ги врати тие пари во државниот буџет, за да ја санираме кризата која се раѓа со овој феномен со коцкањето. Наместо да ги зголемиме социјалните програми, наместо да се зголеми минималната плата, наместо да се потикнува домашното производство, владата денеска изнајде храброст да направи едно големо ништо. Владата денес е една индустрија која не изградила ни еден продуктивен капацитет. Не успеа да ја регулира и остави да постои во просторот на екстракцијата на богатството од нашите граѓани. Покрај секоја рационална аргументација која се обидовме да ја имаме со вас како министерство и со мнозинството за регулација на оваа индустрија, на самиот крај пред гласање на овој закон кој не е доволен, мора повторно да се посочи на тоа што нас ни беше задача како собрание во овој месец да направиме откако овој дискурс е пред нас. Требаше да бидеме храбри, да застанеме сами пред себе, затоа што во секој од нас лежи одговорот што треба да се случи со казината. Сите ние знаеме што е правилниот потек, сите знаеме што е потекот кој нема ништо да направи. Никој од нас не треба да се гордее со нашите сограѓани, нашите семејства и нашите пријатели кои се во маѓабсан круг со коцкање. Никој не може да се гордее со држава која ништо не презема, додека нејзините градови се разградуваат од канцерогено ткиво кој се раѓа од оваа индустрија. Ние требаше да застанеме на страната на моралот, по било која основа, и да застанеме во одбрана на единственото нешто што ни дава легитимитет да бидеме представени тука. А тоа е граѓаните кои ни ја даваат поддршката. Нема да гласаме против, затоа што сметаме дека негде треба да се почне. Нема да има резултати доволни, но моделот кој нема да успее може да биде коригиран понатаму и ние ќе предложиме таков модел.